Добро утро и Божи благослов од мене на кајруното на кое што е мојата денешна тема, за она кое што сакам денеска да го споделам со вас. Јас би сакал да ги наведеме главите на почетокот и да се помолиме. Небесен Татко, јас ти благодарам за оваа привилегија која што имам денеска да стојам пред Тебе, пред Твоето свето лице и пред моите браќа, сестри, пријатели, да го пренесам она кое што Ти го сложи во моето срце. Јас те молам да Ти ме употребиш на Твој начин и за Твоја слава. Посети не секој еден со Твојот Дух Свети и Ти не зборувај јасно и гласно, Господе. И да, како сме дошле, да си одиме од тука променети. Со променети срца и да во овој се помрачен и потемен свет имаш Ти влијание преку нас, преку секој еден од нас. Да бидеме употребени како силни, моćни алатки во Твоите раце. Нека биде сето тоа за слава Твоја. Во името на Господ Исус Христос, јас Ти се молам, небесен Татко. Амин. Имам еден стих тука и не знам колку од вас, кога се читале Библијата, дали сте го забележале овој стих. Тогаш умре Левора, дулката на Ревека, и ја погребаа подолу од Ветил, под Давот, кого Јаков го нарече плачниот Даб. И има име Дабот. На местото каде што е закопана Девора. Јас покасно ќе се навратам на стихот. Најнапред сакам да ви дадам некои други илустрации кои што ќе ги поврзам и со самиот стих. Може да одиме на следниот кајрон. Во Ерусалим, во стариот дел на Ерусалим, постои ѕид на плачот. Маса на луѓе, посебно во петоците, се собират пред ѕидот на плачот, за да принесат своји молитви, да принесат желби. Видите колку хартија на ѕидот на плачот. Ѕидот на плачот е изграден од царот Соломон во 10 век пред нашата ера. Во 586 година пред нашата ера тој е срушен од страна на Вавилонското царство или на вавилонците. А веќе во 516 година повторно е обновен храмот, а во 70 година од нашата ера е повторно срушен. И она кое што е останато е само ова ѕидот на плачот, на кој што и ден денеска многумина израелци, евреи и од различни места од светот доаѓаат да се поклонат на тој храм, на тој ѕид кој што е остаток од храмот. Исус во една прилика им рече на луѓето кои што постојано беа околу него, беа постојано некои кои што го следеа, не барале нешто ќе му најдат да погреше, и им рече: разорните го овој храм и јас ќе го иззидам за 3 дни. Тој не мислеше на храмот, ова кое што е материјална градба. Мислеше на она кое што е неговото тело. Но Исус не беше сериозно сватен и тоа го држеа некои од нив фарисеите, садукеите, за да го обвинат дека овој храм е граден со години, толку прекрасно издани. Видете како изгледал храмот кој бил изграден од царот Соломон. Исус, додека беше помеѓу нас во физичко тело, ни остави многу силни лекции. На многу силни лекции сакаше да ги поуче и израелците. Знаејќи Господ Исус дека израелците го сметаа храмот како едно место во кое што само тука Бог пребива, како што спомна и Олгица, го ограничуваме Бог и мислиме дека Бог молитвите ги слуша само кој ќе дојдеме во храмот. Иако и самиот пророк Исаија 700 години пред да дојде Исус кажа дека домот на мојот татко или мојот дом ќе биде наречен дом на молитва. Тоа го повтори Исус. Но дали беше дом на молитва или беше пазар? Некако евреите направи од храмот место на кое што ќе имат средби, ќе се сретнуват. Ова е место кое што нам Бог ни го остави. Наместо да биде користен за молитва, за дружење, они направија пазар. Тргуваа.
Исус, нели, во еден момент, кога го виде сето тоа, дојде им ги растури масите на менувачите и се она кое што тие го продаваат таму. Не е ништо поразлично и денес. За жал и нашиот народ е врзан за нешто кое што е градба. Ова и за нас и тука, ние како евангелски христијани, треба да ни биде поука. Ова место е место каде што ние можеме да се собираме, да се дружиме, да се поучуваме, да се молиме едни за други, а не да се врзиме за циглите, не да се врзиме за малтерот. Тоа ги врзуваше евреите за храмот. Исус им даде, пред да замине, им кажа дека нема ништо да остане од овој храм. Но им остави еден белег, кој што они го нарекуваат зидот на плачот, место каде што тие ќе поминуваат време како подсетник на она кое што им го зборуваше и ден денеска. Но за жал, се уште веруват евреите во циглите дека тие ќе им помогнат, ставајќи ливчиња со желби и ќе им одговорат зидот на молитвите, наместо да придат кон живиот Бог, да го запознават живиот Бог. За жал е така. И ние не сме ништо поразлични од нив. Исус им рече на евреите пред да замине, во Евангелието по Јован е запишано дека вистинските, но иде време и веќе дошло кога вистинските поклоници ќе му се поклонуваат на Отецот со дух и вистина, зашто Отецот сака такви да бидат оние кои му се поклонуваат. Бог сака вистински поклоници, оние кои што се поклонуваат во дух и во вистина. Не преку цигли, не преку светци, не преку било кој. Нам Бог ни оставил таков амане да имаме ние пристап до Бог, слободен пристап, и не ни зима пари за тоа, а ни одговара. И ние како христијани сме сведоци на многу одговорени молитви. Но мојата тема за денеска не е зидот на плачот, туку е Дабот, или она кое што беше местото каде што беше закопана дадилката на Ревека. Таму во тој стих се зборува за еден многу тажен момент, кога еден многу тивок живот згасна во тие мигови, тој живот или таа личност остави една силна, една длабока трага во животот на Јаков и на неговата семејство. Библијата вели дека умрела и дека била погребана под ветил, а местото било наречено Дабот на плачот, или на еврејски Алон Бахут. За Девора како личност не знаеме многу. Се спомнува една штука и 11 глави претходно како придружничка на Ребека. Како дадилка, како личност која што била дел од нивната фамилија. Од сето ова кое што се случува тука под ветил или под Дабот, можеме да заклучиме дека ова личност Девора била многу сакана и почитувана личност од страна на фамилијата на Јаков. Едно кое што сакам од целата ова лекција или ова моја проповед да запамтиме сите ние е дека не мора да јас и ти да живееме бурен и забележлив живот за да оставиме силно влијание кај другите луѓе. Можеме да живееме еден кроток, еден мирен живот на кој што и самиот Исус не учеше. Тој беше кроток, смирен по дух, таков живот и јас и ти треба да имаме и да го дадеме пред луѓето околу нас. Тогаш умре Девора, дојката на Ревека, и ја погребаа подолу од ветил под Дабот, кога Јаков го нарече плачниот Даб. Пред да дојдеме до текстот, сакам да одиме и да го земеме и контекстот на овој стих. И му рече Бог на Јаков: стани, оди горе во ветил и живеј таму. И направи таму жртвеник на Бога кој ти се јави, кога бегаше од лицето на Исав, братот твој. Тогаш Јаков им рече на своите домашни и на сите кои беа со него: изврдете ги туѓите богови што се кај вас, преисчистете се и преоблечете се. Да се кренеме и да отидеме во ветил, таму ќе направам жртвеник на Бога кој ме чува денот на неволјата моја
и беше со мене на патот по кој одев. И му ги дадоа на Јаков сите туѓи богови што беа во нивни раце и обетките што ги имаа на ушите. И ги закупа Јаков под Давот кај Сихем. Потоа тргна, а страв Божи ги беше спопаднал околните градови, да не се кренаа во потера по синовите на Јаков. И Јаков дојде во Луз, во земјата Хананска, а тоа е Ветил, самиот тој и луѓето што беа со него. И подигна таму жртвеник и го нарече тоа место Ел Ветил, зашто таму му се беше јавил Бог кога бегаше од лицето на својот брат. Јаков се вратил во Ханаан по многу години на негово отсуство. И Бог му рече да оде во Ветил, да изгради олтар и да се сети каде Бог му се појави кога тој бегаше од својот брат Исав и како Бог му помогна. Единствениот лек за да бидеме ние луѓе кои што се посветени на Бог, да бидеме не бевме во светот, испаднавме од светот и сега сме луѓе кои што се посветени на Бог. Токму е тоа причината да го напуштиме световното и да дојдеме при Бог. И Бог да не направи личности според неговата волја, личности кои што ќе бидат употребени на негов начин. Да оде во Ветил. Ветил е на 19 километри северно од Ерусалим, а во тоа време патувале и цела фамилија, патувале пеш и патувале и со сета стока која што ја имале. Може на следната слика. Ево го Бетел во средината, каде што требало тие да заминат. Ерусалим е под Бетел. Ова се сите патувања на Јаков, бегајќи од својот брат и враќањето назад во Ветил. Во претходната глава, во 34-та глава, ако читате Библијата од Битие 34-та глава, може да забележите една многу срамна ситуација во животот на Јаков. Тогаш неговата ќерка е обесчестена, а неговите синови подмолно решават да ги убијат сите оние, не само оној кој што е обесчести неговата ќерка, туку и целата фамилија и целиот град. Јаков, иако не беше директно учесник во масакрирањето, сепак тој како родител на индиректен начин учествуваше во тој греф. Ние живеевме јас и ти во светот. Бог го слушнавме гласот на Бог и Бог не повика да се вратиме кон Божјата куќа, да се вратиме кон Него. Во Битие 34-та глава, ако читате, можете да забележите, и мислам дека единствена глава каде што не се спомнува името на Бог. Додека во оваа глава, во 35-та глава, Бог се спомнува 10 пати и плюс 11 пати преку имињата Ветил или Израел. И ова означува дека фокусот наш, ако не е забеган, да го свртиме повторно кон Бог, да се вратиме кон Бог, како што го доби повикот и самиот Јаков. Да дојде да се врате во Ветил и таму да принесе жртва, да изгради жртвеник и да принесе жртва. Му рече Господ, направи таму олтар. На Јаков му било кажано да се врати и да продолжи со животот на обожавање и на славење на Господ. Ова негово враќање не само лично за него, значеше и враќање на целата фамилија, на неговите деца. Враќањето кон Бог. За си застанил од патот, си го изгубил фокусот од Бог, врати се. Фокусот на твојот живот нека биде Исус Христос. Крстот на кој што беше положено неговото тело. Преку таа смрт јас и ти сме оправдани. На друг начин нема. Колку и да одиш и да се поклонуваш и да доаѓаш тука на служба, ако твојот фокус не е крстот и Исус Христос, залудно е. Фокусот на секој еден од нас треба да ни биде Господ Исус Христос. Пред да патува, Јаков им рече на своите домашни и на сите што беа со него: отстранете ги туѓите богови.
Може и текстот пак да се врата назад. Отстраните ги туѓите богови, сите туѓи богови кои што се во вас. Се она на кое што вие се поклонувате, се она од кое што вие сте си изградиле идол. Оставете го сето тоа. Знаеме дека уште неговата мајка Ревека што направи кога ги зема, ги украде боговите или идолите, кипови што или се беа од нејзиниот татко, и таа ги носеше и ги криеше дори од неговиот татко. Ако Ревека тоа го направила како мајка, верувам дека тоа го видели и нејзините синови. Ние како родители, сите што сме родители, имаме огромната одговорност пред нашите деца. Во духовна смисла, како ги поучуваме и што практикуваме. Во самиот почеток и на мене кога ми беше кажано што треба да направам, јас ред по ред решив седи и сврлам од мојата куќа. Имав икони на кои што можеби не толку сум се поклонувал, ама сум верувал, како и многуте други, дека треба да имам икона. Обично кај нас во нашиот народ се практикува, ако има некое име и од тој светец имат икона. Му пала свечи дома и ред други работи, му се поклонуват. Да, и слави се прават, и празници, и ред други работи. Тоа беше нешто прво, меѓу првите нешта кои што јас ги направив. Се изфрлив. Се што сметав и се што ми беше кажано дека не е во склад со Библијата, јас го изфрлив. И го фрлив во заборавот. Да не се подсетувам на него. Туку да се повеќе и повеќе мојот фокус биде кон Господ. Кон Господ Исус Христос. Човек што се спротивставува на Бога, ќе го види истиот ефект кај своите деца. А човек кој што се приближува кон Бог, ќе го види позитивниот ефект кај своите деца. Неминовно е, затоа што децата се оние кои што ги копират родителите и ги гледат постапките на родителите. И тоа е она на кое што Исус ни кажа, што ќе си посее човекот, тоа и ќе си пожнее. Но оваа тема со многумина разговараме не барали скоро секој ден, затоа што знаеме како живот живееме денеска. И дали сте се запрашале зошто е тоа така? Ние поединечно во нашите домови сееме, како група, организација, народ сееме. Какво семе посеале нашите родители во нас, тоа и се жнее. Какво семе ние сееме денеска во генерациите кои што доаѓаат, тоа и ќе жнееме. Не може да биде да сееш лошо семе, а да бериш добри плодови. Тоа не е било и нема ни да биде. Тоа добро треба да го запамтиме. И понатаму во текстот се вели Јаков им рече да ја сменат и облеката. Ова беше порака од Бог. И ова беше уште еден важен чекор и буквално и како символ на духовната облека. Духовна обнова. И ние символично, кога, посебно тоа е моментот на крштевањето, кога ние потопуваме една личност или ние самите кога сме биле потопени, символично или духовно заминува стариот човек, а излегува еден нов човек. Човек кој што дава завет на Бог дека ќе го следи. Облеката ни целата Библија представува чест. И затоа токму во овој текст ставено и тоа дека да се изчистите вашите облеки, да оние стари облеки со кои што сте препознаени како грешна личност, во духовна смисла да бидат фрлени и да бидат заборавени и да чекорите напред. Внатрешниот живот на непреродениот е спореден со една извалкана облека. Но оној кој што е наново роден, веќе добива една нова облека која што го представува и самиот него и го представува
и Бог и копне се повеќе и повеќе да добива чиста облека. Облека или нашата облека, нашите животи се изчистени преку крвта на Господ Исус Христос. И колку повеќе ни е тој во фокусот ни е, толку повеќе сме послични и послични на Христос. Додека патувале, понатаму во текстот ни се вели дека Господ и неговата рака ги штители од околните градови. Кога ние го имаме Господ Исус Христос во нашите животи, ја имаме и целосната заштита од Него. Тоа не подразбира и во буквална смисла да речеме дека, нели, да, ја имаме заштитата, но во дадени моменти можеби Господ ќе дозволе да добиеме и некој тест во нашите животи. Но тестовите Бог ги дозволува со единствена цел, да во тестовите не изградува, да бидеме личности кои што тој не замислил. Сепак ја имаме и неговата заштита. Така и Бог, Јаков и неговата фамилија на целиот пат ги штитеше од околните градови, како што ни вели и текстот, да не се кренат во потера. Во претходната глава пишува Јаков кога неговите синови го направија злосторството, им рече: зошто го направивте ова? Сега јас ќе бидам замразен помеѓу сите племиња, помеѓу сите народи. Јаков кога тргна на пат трепереше од она кое што и го кажа во претходната глава. Намразен и дека можеби од околните градови некој ќе се подигне и ќе биде уништен. Но сепак тој тргна да ја спроведува волјата Божја. Бог му кажа да оде во Ветил и тој тргна, без разлика што ќе треба и што ќе се случува по патот. И он е сведок и пренесено ни во Библијата за нас да бидеме охрабрени дека кога Бог те повикува некаде и треба нешто да направиш, без разлика какви се околностите, оди. Бог е со тебе. Бог нема да те остави. Бог нема да те забораве. Јаков и неговото семејство имаа потреба од оваа заштита, затоа што она кое што се случи во Сихем ги направи многу омразени кај соседните народи. И Јаков тргна и изгради во Ветил олтар и го нарече Ел Ветил. Иако Јаков сгрешил, сега го направи она кое што беше исправно во очите на Бога. Потоа, во самиот текст можеме да забележиме дека Светото писмо застанува за да ни ја опише и смртта на Девора. Таа била дадилка на Ревека и служела на семејството многу години. Дебора, дадилката на Ребека, текстот ни вели дека почина. Не знаеме многу за оваа жена и немаме од самата Библија немаме многу информации за жената. Ова ви го повторувам повторно, но од она кое што се случува со нејзината смрт можеме да констатираме дека Девора била омилена личност, нераскинлив дел од семејството на Јаков. Она била придружничка на Ребека, кога Ребека се омажи за Исак, и знаеме таму во самиот текст се вели дека ја испратија Ребека, нивната сестра и нејзината придружничка и слугата на Аврам и неговите луѓе. Се зборува индиректно и за Девора, како личност која што постојано била во таа фамилија. Во времето кога Ребека се мажеше, во англискиот превод може да го прочитаме ова име како медицинска сестра. Медицинска сестра, која што во превод значи педагог или учител. Не медицинска сестра како што знаеме ние денеска, она која што е во служба во здравствените установи. Девора била учителка на Ребека. Кога Ребека била млада девојка која живеела во едно неморално општество, оптоварена
со сите оние работи кои што таа ги гледала со еден татко кој што го имала како измамник и нејзиниот брат не бил ништо подоле. Таа и Ревека имала една силна поддршка од страна на Дебора. Дебора и помогнала да застане и да биде силна и да порасне и побожно. Не го гледаме сето тоа од текстот, но можеме да се предпоставиме се она кој што го гледаме и во понатаму преку Јаков како една личност кој што бил побожен. Овој настан се случил кога Јаков имал 98 години. Ребека беше најмалку 23 години постара од Јаков, а Дебора очигледно беше и постара жена од Ребека. Очигледно е сето тоа. Што правеше таа на патот со семејството? Таа беше неразделен дел од ова семејство. Нераскинлив дел од животот на целата фамилија. Дебора почина и беше погребана под даб во близина на Ветил. Зошто Јаков толку многу плачеа? Ги повторувам овие работи кон Дебора. Не само што беше нераскинлив, туку на тој начин Јаков сакаше да изрази една голема, огромна благодарност за она кое што го поминаа тој и неговата фамилија во животот со Дебора како личност. Лекција за благодарност доби Јаков, лекција за моќта на еден добар учител и лекција за тоа како влијанието на една личност може да ја трансформира историјата за секогаш. А што сето ова значи за нас? Дебора не била некоја кралица, не била некоја пророчица или некој познат водач. Таа служела како дадилка во семејството. Сепак, нејзината смрт предизвикала огромна тага во семејството. Бог, да запомниме нешто, Бог не го мери животот според јавните признанија. Тој гледа скриена служба, долга верност и љубов изразена преку обични одговорности. Бог не гледа на јавните признанија кои што сакат можеби во дадени моменти и луѓето да ти го упатат, туку на една скриена служба, на една долга љубов кон Него и верност кон самиот Бог и послушност. Скриената верност во очите на Бог е многу подрагоцена. Зошто е важна скриената верност? Скриената верност ни дава чисти срца. Делата направени без желба за фалење покажуваат вистинска љубов. Бог ги знае сите тајни мисли и во длабочината на нашата душа. Бог ни дава и вистинска сила. Приказната за Дебора можеби е кратка, но нејзината служба се протегала низ многу години од нејзиниот живот. Голем дел од она што таа го правила било невидено од пошироката маса. Можеби таа го правила во кругот на семејството само, но била постојано со Јаков и неговата фамилија. Службата која што Бог ни ја доверил може да изгради едно трајно наследство. Посветената работа и честната служба може да изградат едно трајно наследство преку дела што остануваат за идните генерации. Што ќе си посее човекот, тоа и ќе си пожнее. Затоа треба да сееме добро семе за идните генерации, генерациите кои што доваѓаат. Дали се тоа нашите деца, внуците, па и децата во црквата и личности кои што Бог ни ги дава во нашите животи.
Добрите дела кои што ги врше Бог преку нас, ги уче другите како да продолжат натаму. На човекот не му е потребна титула за да остави значајно наследство. Доследната љубезност, лојалност, молитва и грижа за другите може да облигуваат живот и подлабоко од јавното достигнување. Тоа што ти си го направил јавно. Немојте да ме разберете погрешно дека имаме христијани кои што се спортисти, па имат и јавни достигнувања или во други сфери. И немојте да мислите дека јас зборувам и погрешно против оноа кој што се јавните достигнувања. Но зборувам како предупредување дека ние, ако имаме јавни достигнувања, еве и децата како идни генерации, ако во било која сфера од нивните животи направат нешто кое што е јавно достигнување, во тоа јавно достигнување да биде прославен Бог. Да му се отдаде целата чест и слава на Него, затоа што Тој го направил и дозволил да биде тоа, да се случи тоа преку нас. А не да биде нешто со кое што јас ќе се фалам или ќе се гордеам, дека јас го направив, како што денеска многумина знаат тоа да го кажат. Се што направив, се што изградив, ја го направив со моите две раце. Тоа многумина знаат да го кажат. Ќе го направиш ти тоа ако Бог ти даде живот. Ако Бог не ти дал две раци, со што ќе си направил? Ако не ти дал нозе, ако не ти дал очи, разум да го направиш тоа. Затоа ние треба да во се му ја дадеме честа и славата на Бог за нашите животи и делото кое што Бог го врши преку нас. Како трета работа е и самата тага може да биде вистински дел од нашата вера. Јаков му се покоруваше на Бог и се враќаше во Ветил, но загубата сепак влезе во моментите на нивното патување. Следењето на Господ Исус не значи дека никош нема да плачеме. Верата од нас не бара ние да се преправаме дека смртта и разделбата не болат. Дабот на плачот не потсетува дека побежните луѓе можат длабоко да тагуваат додека се уште имаат верба или доверба во Бог. Тоа е неминовен дел од нашето живење, од нашето секојдневие. Некои сме се соочиле со такви моменти, некои можеби ќе се соочат, не дај Боже, но тоа е дел од секојдневието, дел од животот. Но нашиот фокус повторно треба да си остане Господ Исус Христос. За многу работи може да си поставуваме прашање зошто и немаме одговор. Еден ден ќе го имаме одговорот, но дека сме тука, за многу работи може и да немаме одговор. Како четврта работа е дека Бог ги гледа луѓето што другите ги занемаруват. Дебора може би само служеше во фамилијата, но остави една длабока трага во самата фамилија. И тоа да биде сведоштво и за фамилијата, а да биде сведоштво и за нас ден денеска. Бог дозволил да личноста Дебора биде ставена во Библијата. Светиот Дух го потсетил авторот на книгата да ја запише и Дебора. Тоа што ние можеме како луѓе да го занемариме, Бог не го занемарува. За Бог имаме ние сите еднаква вредност во неговите очи. Тоа што луѓето го отфрлат, Бог не го отфрла. И Бог токму преку оние кои што се занемарени, отфрлени, Бог подигнува личности кои што ќе го прославуват и ќе го величат неговото име. Имаме и библиски примери за личности кои што беа отфрлени. Може да спомниме Агара, беше избркана од Аврам, беше отфрлена и се најде во пустината. И Бог ја сретна таму. Бог не ја заборави Агара. Давид беше најмалиот брат
кој што беше занемарен од целата фамилија. Но Бог лично го помаза за цар. Детенце кој што беше овчар, Бог го подигна во личност кој што ќе владее со еден народ и ќе остави една длабока трага во историјата на Израел, на евреите. Вдовицата која што Исус ја виде како става две лепти или две парички, беше најбедната, најсиромашната. Но Исус, како подсетник и за нас, ја стави преку Светиот Дух ја стави во Библијата. Да и ние ден денеска знаеме за таа жена. Може би таа жена не е тоа случајно дека она била сиромашна. Како вдовица, јас можам да претпоставам каков беден и сиромашен живот живеела. И Исус не се воодушеви на сите оние кои што става повеќе пари, туку на оваа женичка кој што ги стави последните пари. Не е заборавен никој од Бог. Тоа што луѓето го заборават, Бог не го заборава. И што може да значи сето ова за нас? Ова може да ни донесе надеж дека ниту еден човек целосно кој што е заборавен, може би од луѓето, но од Бог не е заборавен. Но имаме и одговорност. Од нас се бара да ги отвориме очите и да ги забележиме оние покрај нас, кои што може би другите ги заборавиле. Ние да не ги заборавиме. Ако имаме во нашите животи некој кој што е беден, некој кој што е страдан, некој кој што е изнемоштен, ние да му подадиме рака. Тоа е една многу важна лекција на која што и јас сакам да се учам се повеќе и повеќе, но сакам и вие да се учите на таа лекција. И како пета работа, напредокот и тагата може да постојат заедно. Јаков се движеше кон ветил на местото за обновување и обожавање. Сепак на тој пат тој мораше да закопа некој кој што му беше многу мил, многу драг. Може би и мене и тебе Бог не води напред, дојќи и ние се уште носиме тага. Болката не секогаш значи дека сме надвор од Божјата волја. Растењето често бара да се соочиме со загуба, но тоа не води кон подобрување на нашите животи. Човекот може да оди напред, да учи и да се развива, но истовремено може да носи и болка или носталгија во себе. И зошто тие две работи одат заедно? Како прво е промена. Секој чекор напред значи оставање на нешто старо зад нас, што природно ни предизвикува жал. Ни носи болка. Ни носи едно искуство. Болката од минатото ни дава мудрост за да можеме да се менуваме и да напредуваме, да чекориме напред. Ни носи една целина. Животот не е само среќа, вистинскиот развој ги опфаќа и сите наши чувства. И среќа, и тага. Како сето ова може да биде применето преку личноста на Девора во нашите животи? Никогаш да не го презираме тивкото место каде што Бог те повикал да служиш. Може би се чувствувате невидено, додека се грижите за некое семејство, поддржувате некои други, продолжите и понатаму верно да се молите и носите ги вашите обврски кои што сте ги добиле како задача од Бог. Служете секогаш со љубов, дури и кога никој нема околу вас да ви аплаудира. Почитувајте ги луѓето чија грижа помогнала да го обликувате вашиот живот. Искажувајте му благодарност за она кое што тие помогнале да вие пораснете и да бидете
поразлични како личности. Знајте дека нашиот Господ Исус Христос ја разбира тагата. Тој плачеше на гробот на Лазар и преку собствената смрт и воскресение ја победи моќта на гробот. За секој од нас кој што му припаѓаме на Христос, смртта го нема последниот збор. Дабот можеби е место за плачење, но воскресението на верниците, на секој еден, чие што надеж е во Господ Исус Христос, е надеж на вечниот живот, вечно со Господ Исус Христос. Носете го споменот на верните луѓе со благодарност. Нивниот пример нека ве поттикне да продолжите да живеете лојално, понизно и со многу љубов. И запомните, мислам, можеби ќе запомните нешто од ова кој што го кажав денеска, но ова сакам да го запомниме сите. Тивкиот живот предаден на Бога може да остави мирис што останува долго, откако и јас и ти како личности ќе заминеме од овој свет. На крајот ќе завршам со еден стих. Се наоѓа во Јаков, 3 глава, 13 стих. Јаков го запишал следното. Кој е меѓу вас мудар и умен, нека ги покаже преку своето добро однесување делата своји во кротост и во мудрост. Амин.